Благодарам, колега Джафери. Почитувана македонска јавност, другар Сугаревски, денеска нема да реплицирам кон министер, туку првенствено како кон пријател, кон сограѓанин и човек за кој што навистина верувам во неговата честност и искреност. Така зборував и на 16 ноември 2018 година, кога му реков на мојот сограѓанин: немој ти да подпишуваш за друг да кради. Тоа стои во стенограмите. Денеска имам и нова порака за него. Другар Сугаревски, не си на прав пат. На грешен пат си. Барај клучка што побрзо да се исклучиш од овај пат. Клучка која што на некој начин морално, скриено финансиски или не знам на кој начин ќе те спаси од ова за кое што на 25.10.2013 година се правеше циркус во ова собрание. Овдека се стенограмите од сегашните и од бившите колеги од Социјалдемократскиот сојуз, што се зборуваја за ова законско решение. На некој му текнува, на некој не, но затоа ние сме денес тука да ве подсетиме. Дали некаде во Европа постои анекс со кој што се подпишуваат 189 милиони евра? За 189 милиони евра денеска ќе имавме 189 протести од шарени, од зелени, од паркобрани, од секакви, ќе ги гушкаја и клучките, ќе ги гушкаја и автопатите. Денес ова стана нормално. Од оваа временска дистанца, кога животот е карма, ова стана нормално. Тој што критикувал, денеска подпишува. Тој што викал дека трасата е крива, денеска признава дека трасата е права. Тој што во 2013 викал дека заднината во договорот е кешот, денеска вика добар е кешот. Следните 10 минути, кога ќе бидам за говор, ќе ги искористам да кажам што се случува во Македонија по однос на инфраструктурата. Ова го зедо бидејќи самиот пред себе си имав морална обврска кон мојот сограѓанин, затоа што го опоменав. Гарантирам дека е чист. Но намерите на тие што го натерале да го подпишуваат со ова не се чисти. Првим беа проектирани 120 милиони евра, сега 189 милиони евра. Што се смени во дискрепанца од 6 дена за уште 69 или 67 милиони евра да порасни големината на анексот? Ова е добронамерно и така треба да се однесуваат сите колеги кон своите сограѓани, кон своите министри кои што искрено ги почитуваат. Секој кој од вас нема да постапи така, не му мисли добро на својот сограѓанин. А молба, тоа што го кажа и колегата Димовски. Пред време да се повлечите, да ја најдете клучката, да се исклучите од оваа црна точка во автопатот. Ви благодарам.